Од Заводот и музеј Прилеп ги демантираа тврдењата на научниците и представниците на МПЦ кои ги дадоа на научниот собир во саботата, дека состојбата во која се наоѓа манастирот Трескавец е катастрофална и вела дека во последните неколку години се направило доста за овој објект. Потрошени биле 2 милиони евра за изградба на нови конаци, 700.000 денари за покривање и заштита на камбанаријата, а со монтажни скелиња за заштита од атмосферски влијанија, веќе 6-та година поред е заштитена и црквата. Од музеот демантираат и тоа дека имало и до 90% влажност во зидовите од црквата. Ние се судираме со големи проблеми, значи не можевме да најдеме фирма во врска со испитувањето на влагата и на конаците и сега имаме проблем исто така и со испитување на влагата на самата црква. Реални проблеми кои не можеме така наеднаш да ги решиме. Кубуриме во државава со таков кадар кој е соодветен да направи темелен проект за конзервација на самата црква, а тоа што уназад децении црквата била оставена така, тоа јас не можам сега да кажам од кои причини било така. Бидејќи кај нас нема стручни конзерватори за вакви проекти, веќе било договорено тука учество да земе експерт од Грација, но нема одговор. Зошто се чекало со децении Трескавец да се распаѓа, па да се ангажираат странски експерти ако веќе не сме знаеле што да правиме? Бидејќи Трескавец е граден во повеќе фази и векови. Сега дилема било во која фаза да се врати назад црквата и да се конзервира. Затоа толку и се чекало, а нема одговори колку време тоа би одело. Живописот ќе биде заштитен во онаа состојба во каква што е сега. Тоа што е пропаднато, веројатно е пропаднато, ние не можеме да го вратиме. Архитектурата на самата црква е толку комплицирана, работена е во многу фази и до ден денеска уште не се расчистени фазите и затоа треба темелно да се направи проектот во која фаза ние црквата ќе ја вратиме во таа состојба. Од музеот велат, бидејќи научната фела била под мон, немала потреба да зборува за тоа колку пари од Министерството за култура се одделувале за заштита и вакви проекти.